Евангелие според Матеј 12 глава. Во тоа време, една сабота, Исус минуваше преку нивјето, а учениците негови огладнеа па почнаа да кинат класи и да јадат. Фарисеите, штом го видоа тоа, му рекоа: Ете, учениците твои прават што не е допуштено во сабота. А тој им рече: Не сте ли читале што направи Давид кога огладне тој и оние што беа со него? Како влезе во домот Божи, ги зеде лебовите на предложението што не требаше да ги јаде ниту тој, ниту оние што беа со него, туку само свештениците. Или, не сте ли читале во законот дека во сабота свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни? Но јас ви велам, дека тука е оној кој е поголем од храмот. И ако знаевте што значи милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудувате невините, зашто Синот човечки е Господар и на саботата. И штом замина оттаму, дојде во синагогата нивна. И ете, таму беше еден човек кој имаше сушена рака. И за да го обвинат, го прашаа велејки: Допуштено ли е во сабота да се лекува? А тој им рече: Кој е тој од вас, ако има една овца и таа падне во сабота во јама, што не ќе ја прифати и извади? А колку ли пак човекот е поскап од една овца? И така во сабота е допуштено да се прави добро. Тогаш му рече на човекот: Испружи ја раката. И тој ја испружи и таа стана здрава како и другата. А фарисеите штом излегоа се договорија како да го погубат, но Исус, кога разбра, замина оттаму. И по него одеше многу народ, и тој ги исцели сите. Им забрани да разгласуваат за него, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: Ете го слугата мој, него го избрав, мојот возљубен, кој што е по благоволението на мојата душа. Ќе го положам духот свој над него и на народите ќе им објави суд. Нема да се кара, ниту ќе вика, и никој нема да го чуе гласот негов по крстопатите. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту светилата кои тлеат ќе југасне, додека него доведе судот до победа. И во неговото име народите ќе се надеваат. Тогаш доведоа кај него еден бесомачен, кој беше слеп и нем, и го излекува, така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше: Не е ли овој Христос, синот Давидов? А фарисеите, штом го чуја тоа, рекоа: Тој не ги стерува демоните на друг начин, освен преку Велзевул, началникот на демоните. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече: Секој царство, ако се раздели самото против себе, запустува. И секој град или дом, ако се раздели самиот против себе, ќе пропадне. И ако сатанат изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да обстане царството негово? И ако јас ги истерувам демоните преку Велзевул, синовите ваши преку кого ги изгонуваат? Затоа тие ќе ви бидат судени. Ако пак јас истерувам демони со Духот Божи, тоа значи дека до вас дошло Царството Божјо. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покуќнината ако најнапред не го врзе силниот, па дори тогаш да му ја ограби куќата? Кој не е со мене, против мене е, и кој не собира со мене, тој растура. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето. И ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости. Но ако каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости ниту на овој век, ниту на идниот. Или, ако насадите добро дрво и плодот ќе му биде добар, а ако насадите лошо дрво и плодот ќе му биде лош,
зашто по плодот се познава дрвото. Породи змиини, како можете да говорите добро кога сте лоши? Зашто од преполнетото срце зборува устата. Добриот човек од добрата ризница изнесува добрини, а лошиот човек од лошата ризница изнесува лошотии. И ви велам, дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зашто поради зборовите своји ќе бидеш оправдан и поради зборовите своји ќе бидеш осуден. Тогаш некои од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им одговори и рече: Лукав и прелюботворен род бара знак, но нема да му се даде знак освен знакот на пророкот Јона. Зашто како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Ниневјаните ќе излезат на суд и со овој род ќе го осудат, зашто тие се покаја од проповедта на Јона, и ете, тука има поголем од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крајот на земјата за да ја чуе мудроста на Соломон. Но ете, тука е многу поголем од Соломон. Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, минува преку безводни места, барајки спокој и не го наоѓа. Тогаш ќе рече: да се вратам во мојот дом, откаде што излегов. И штом дојде го наоѓа празен, изметен и уреден. Тогаш оди и доведува други 7 духови, полоши од себе, и штом ќе влезат, таму и ќе живеат. И последната состојба на човек станува полоша од првата. Така ќе биде и со овој зол род. И додека му зборуваше на народот, ете, мајка му и браќата негови стоја надвор и сакаа да зборуваат со него. Некој му кажа: Ете, мајката и браќата твои стојат надвор и сакаат да зборуваат со тебе. Тој му одговори на оној што му каже и рече: Која е мојата мајка и кои се моите браќа? И покажувајќи со рака на учениците своји рече: Еве ја мојата мајка и еве ги моите браќа. Зашто кој ја исполнува волјата на мојот Отец, кој на небесата, тој ми е брат и сестра и мајка.